на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска во Градско отвори детска градинка. Установата е резултат на меѓуопштинската соработка на општините Велес и Градско. Градинката ќе работи во склоп на велешката установа Димче Мирчев. Според градоначалникот на Градско, Жанета Чаушевска, градинката ќе помогне во секојдневието на жителите во општината. Правично градинката ќе посетуваат 30 на деца. 30 на деца од општина Градско за прв пат ќе почнат да посетуваат градинка. Денеска се отвори оваа претшколска установа. Опремувањето на детската градинка го финансираше Министерството за труд и социјала. Инвестираше околу 3 милиони денари. Во наредниот период продолжуваме со низа активности кои што се во насока на отварање на нови објекти во голем број на општини, особено во руралните населени места, каде што немало досега вакви објекти, односно детски градинки за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст. Навистина ми представува уште задоволство што еве и Градско добива еден модерен, современ и прекрасен објект и ќе имаме можност, односно создаваме можност за згрижување и воспитување на околу 32 дечиња. Во општина Градско досега не постоеше градинка. Според градоначалникот Жанета Чаушевска, претшколската установа значително ќе го олесни животот на младите. Ја гледам иднината на Градско во младината. Значи почнуваме со развојот на децата од предучилишна возраст, ги спремаме за училиште, но исто така на младите брачни парови им овозможуваме безгрижно да планираат својата иднина во родното место и да имаат место каде што нивните деца ќе бидат згрижени и воспитувани правилно. Значи можат слободно да планираат бизниси, да си работат, некои работат како индивидуални земјоделци, доста имаме мајки што се запослија во фабриките соседни Дрекслер Мајер и другите во нашата околина, така да ова е навистина благодет за нашата општина. Отворањето на градинката е резултат на соработката со општина Велес. Постигнат е договор велешката градинка да ја организира наставата во Градско. Па во скоп на целото ова е и еве денешнава средба овде и почнување на работа на детската градинка во општина Градско, така да општина Велес овде повторно во врска со ова со меѓуопштинска соработка испадна во пресред во поглед на помош на персонал, потребен кадар, за да може нормално да отпочне со работа овој објект. Престојот и наставата во градинката во Градско ќе се одвива идентично како и во велешката Димче Мирчев. Директорката Анида Цецева вели дека претшколската установа на располагање го става целиот свој персонал и знаење за изведување на наставата во оваа градинка. Се работи за отворање на група во други просторни услови кои што ќе згрижува 32 деца. Во оваа група ќе престојуваат деца од 3 годишна возраст до поаѓање во основно училиште. Престојот е предвиден да биде целодневен и како што спомена и заменик градоначалникот на Велес, ние во овој случај ќе помогнеме на општина Градско со персоналот, со стручноста, умешноста која што спроведуваме во нашата градинка во Велес и особено ни е задоволство затоа што се проширува предучилишната дејност во руралните средини. Претшколската установа во општина Градско е дел од владиниот проект за отворање 14 градинки во рурални средини. За негова реализација ќе се инвестираат над 12 милиони денари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска се осврна на законското решение за хемиска кастрација на педофилите. Врвен приоритет на Министерството за труд и социјална политика и на владата на Република Македонија е спроведување на реформи кои што се во насока на поголема заштита на децата, особено заштита од педофилија. Изминатите години реализиравме низа активности кои што се во насока на превенција и заштита на дечињата. Минатата 2013 година направивме една обсежна анализа со која што го анализиравме нашиот казнен систем во нашата држава, меѓутоа
и казнените системи во земјите во Европа. Проценивме дека има потреба и можност пред се од зголемување на затворските казни за сторителите на вакви кривични дела, односно полов напад на малолетни деца. Меѓутоа исто така проценивме дека има и потреба за воведување на медицински фармаколошки третман, односно во јавноста попознат како хемиска кастрација. Истите предлози ги разгледавме на влада и одлучивме да се направат измени во кривичниот законник со цел да се заостри и зацврсне казнената политика кон сторителите на кривични дела полов напад врз малолетни деца, меѓутоа исто така и да воведеме медицински фармаколошки третман, односно во јавноста попознат како хемиска кастрација за сторители на овие дела. Минатата недела беа донесени во собранието измените на кривичниот законник со кои што се предвидува за основниот облик на делото полов напад на деца под 14 години. Ако досега беше минимум затворската казна 8 години, сега се зголемува на минимум 12 години. Исто така за квалификуваниот облик на делото, односно доколку настапи тешка телесна повреда или пак смрт, досега минималната казна беше 10 години, сега се зголемува на минимум 15 години затворска казна. Со тоа што на хемиска кастрација ќе подлежат задолжително повратниците, односно оние сторители на вакви кривични дела кои што втор пат ќе сторат вакво кривично дело, или пак оние сторители на кривични дела кои што ќе се согласат да примаат медицински фармаколошки третман или хемиска кастрација која што се воведува по пат на инекции кои што се даваат на секои 6 месеци. Предвидено е да се даваат после завршувањето на затворската казна, инекции со кои што се намалува сексуалниот нагон или либидото кај сторителите на вакви дела. Доколку дадат согласност, ако првпат се сторители на вакви дела, во тој случај ќе има намалување на затворската казна. Ова се клучни реформи во делот на заштита на децата од нивна злоупотреба, кои што се на некој начин вакви реформи се први меѓу првите на Балканот и значат значително напредување на заштитата на децата. Повторно ќе кажам, наш приоритет е заштитата на децата и понатаму ќе продолжиме со низа измени кои што се во насока на зголемена заштита на безбедноста, здравието и заштитата на децата. Во село Ораовец, Велешко, се гради канал за наводнување. Овие денови во село Ораовец се вршат интензивни градежни активности за изградба на канал за наводнување во должина од 250 метри, кој ќе ја собира изворската вода што минува низ селото. По барање на жителите на селото, а во соработка и со стручните служби на локалната самоуправа, беше одлучено овој канал да се изгради од собирни бетонски елементи. Инаку неодамна во ова Велешко село беше завршено и асфалтирањето на планираните 1500 метри од патот. Реализацијата на овој проект беше финансирана од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и од буџетот на општина Велеса врз база на претходно одобрен проект на општината. Климата и географската местоположба, богатството на растителен и животински свет, но и добрата инфраструктура се одлична основа за развој на овој вид алтернативен туризам, кој е доста значаен за општината и државата воопшто. Инаку селото Ораовец има и славно револуционерно минато, во него се наоѓаат и вечните почивалишта на двајцата велешки линденци, кимиџијата Милан Арсов и војводата Јован Наумов Алабакот. Во 10 угостителски објекти синоќа беа извршени акцијски контроли од страна на полициска станица Кавадарци и управата за јавни приходи. Голем број неправилности запишани во извештајот од контролата. 10 угостителски објекти кои работат на подрачјето на Кавадарци синоќа беа дел од акцијската контрола спроведена од страна на полициска станица од општа надлежност Кавадарци во соработка со управата за јавни приходи. Целта на акцијата беше да се утврдат на лице место прекршоците од Законот за заштита од пушење, вели нашиот полициски извор. Во предвидениот временски рок за спроведување на акцијата контролирани се вкупно 10 угостителски објекти и откриени се голем број
неправилности и недостатоци, велат од полицијата. Во еден од угостителските објекти, полицијата и управата за јавни приходи констатирале прекршок од Законот за заштита од пушење. 4 угостителски објекти се со повеќе прекршоци од областа на финансиското работење, фискализацијата и водењето на задолжителна евиденција. Еден е со кривично дело констатирано по член 204 од Кривичниот законник на Република Македонија, точење алкохол на малолетни лица, односно за текната група на малолетници кои внатре во објектот биле послужени со алкохолни пијалаци. Ова извештајот изготвен од синоќа спроведената акција, но тука нема застанување, велат од кавадаречката полиција, и додаваат дека против сите сторители ќе бидат поднесени соодветни кривични прекршочни пријави. Од полицијата и управата за јавни приходи упатуваат апел до сите угостителски објекти да го почитуваат законот и да работат според одредените законски прописи, односно да внимаваат на законот за малолетници и точењето алкохол за истите. Интензивно и во наредните денови ќе траат ваквите акции низ угостителските објекти, најавува полицијата. Пресконференција денеска одржа општинската организација на СДСМ Неготино. Почитувани граѓани на општина Неготино, вчера бевме сведоци на една трагикомична пресконференција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Централна улога покрај неколкуте восочни фигури околу неа имаше поранешна наша членка, која по нејзина желба си поднесе оставка од функцијата координатор на клубот на жени, а по пристапувањето во ДПМН, согласно статутот на СДСМ, беше исклучена од партијата. На кариеристи и луѓе со двоен морал, на кои партијата им служи само за остварување на своите лични интереси, не име местото во СДСМ. Видејќи рече дека е млада и се чувствува способна да придонесе во сферите на општественото живење, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и посакуваме успешна и плодна кариера во редовите на ДПМН. Почитувани граѓани, во предвечерието на претседателските избори и се поизвестните предвремени парламентарни, нервозата и паниката кај ДПМН кулминира. Потеркот на врхушката од Скопје, која троши милиони евра народни пари за црни кампањи за првите луѓе на СДСМ, така и локалното раководство на ДПМН од Неготино се обиде на крајно дрзок и подол начин да се игра со човечките судбини. Искористувајќи лабилни личности, кои со закани и притисоци ги присилува да застанат пред зидот на срамот, проба да го дискредитира раководството на општинската организација на СДСМ Неготино. Намерата на овие луѓе, кои политиката ја разбираат само како инструмент за оцрнување на своите политички опоненти, веќе не поминува кај народот. Во недостаток на идеи и реални проекти за подобрување на животот на граѓаните, како на централно, така и на локално ниво, се обидуваат со вакви гебелсови методи да го свртат вниманието на јавноста од секојдневните проблеми со кои се соочува. Сиромаштијата, недостоинствениот живот, исполнет со закани, притисоци, казни и малтретирања. Затоа ние им порачуваме. Горди сме што сме членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денес е привилегија и чест да си дел од оваа голема партија. Ваквите напади не прават уште поединствени и уште порешителни во борбата за враќање на слободната мисла, во борбата за пад на режимот и посветла и по-просперитетна иднина на Република Македонија. Доброволните крводарителски акции низ работните организации продолжуваат и во 2014 година. Први хуманоста ќе ја покажат вработените во винарската визба Тиквеш. По успешната 2013 година во полето на доброволното крводарување, трендот на хуманоста продолжува и оваа 2014-та, велот од Кавадаречкиот Црвен крст. Првата доброволна крводарителска акција, што пред една недела беше спроведена во Општинското собрание, покажа дека граѓаните се желни да им помагаат на оние на кои капката крв им значи живот. 40 доброволно дарувани крвни единици од оваа акција се само елан, кој не тера и по
натаму неуморно да работиме на ова поле, вели Розилова, секретар на општинската организација на Црвен крст Кавадарци, која најавува дека следната недела започнуваат и акциите низ работните организации. Од Дилова дознаваме дека први хуманоста ќе ја покажат вработените во винарска визба Тиквеш, кои инаку се дел од годишниот план на Црвениот крст и традиционално даруваат крв секоја година. Акцијата во Тиквеш ќе биде спроведена во вторник на 11 во временски период од 9 до 11 часот. Винарска визба Тиквеш е наш постојан соработник во полето на доброволното крводарување и кога станува збор за акција во оваа работна организација, нема сомнежи дека истата ќе помине успешно и со задоволителен број дарувани единици крв, вели Илова. Голем број на наши крводарители се и вработени токму во Тиквеш, па несомнено е дека истите хуманоста ќе ја покажат на ова акција во вторник, завршува секретарот. За успешна реализација на акцијата повторно ќе се погрижи службата за трансфузиона медицина. По успешно завршена година на полето на хуманоста, активот на жени пензионерки при Сдруженијето на пензионери Кавадарци активно се подготвува за учество во манифестацијата Блакцето на баба. Успешна година зад себе остави активот на жени пензионерки при Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Неколку реализирани хуманитарни акции остануваат забележани во годишниот извештај, кој и годинава ќе биде причина уште повеќе да се работи на ова поле, велат жените пензионерки од Кавадарци. Само иницијативно 2013 година активот ја заврши со доброволни хуманитарни акции реализирани за Кавадарци и Демиркапија. Дневниот центар за лица со посебни потреби и посебните паралелки при Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци ни дадоа мотив да ја пробудиме годинава хуманоста на уште повисоко ниво, велат пензионерките, кои најавуваат дека многу наскоро повторно ќе реализираат нова хуманитарна акција. Додека се крои планот за истата, во меѓувреме активот на жени пензионерки се подготвува за учество во манифестацијата Блакцето на баба. Станува збор за традиционална манифестација во која се презентираат и дегустираат благи работи од кујната на жените пензионерки. Блакцето на баба секоја година има нов град домакин, а годинава на градот Велес му припадна честа да ги собере на едно место пензионерките од Македонија и да ја реализира манифестацијата за 2014 година. Подготовките се речиси при крај, деталите не ги откриваме, а се надеваме дека нашата група ќе ги понуди највкусните благи од тиквешијата, велат од активот на жени пензионерки при Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Голем интерес за бегалка. 3 прикажувања ќе има до крајот на февруари, а закажани се и гостувањата низ Македонија. По премиерата на представата Бегалка по текст на Васил Илјовски, во адаптација и режија на Александар Маленков и во изведба на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци, истата е на редовен репертоар на сцената на Кавадаречкиот дом на култура. Голем интерес владе е во Кавадарци за представата од страна на љубителите на театарската уметност. По премиерата на 28 јануари веќе се одиграни 2 репризи пред преполн салон на матичната сцена и за наредната недела се закажани 3 изведби на Бегалка. Првата е во понеделник на 10 февруари со почеток од 19:30 часот, втората е во четврток на 13 февруари во 19:30 часот и последната, третата, во сабота на 15 февруари со почеток од 20 часот. Темпото на играње на представата и натаму ќе продолжи со несмален интензитет, а веќе се договараат и термините за гостување на повеќе сцени низ Македонија. За подсетување, во представата играат повеќе генерации на кавадаречки актери, аматери, предводени од доајенот на Кавадаречкиот театар Александар Малинков, и тоа Душица Настова, Диме Боцев, Љупчо Настов, Милица Гочевска, Никола Деков, Коле Колев, Зорица Ташева, Снежана Карова, Валентина Ѓорѓиева, Елизабета Златева, Виден Станоев, Бранко Најдов, Диме Коцевски, Љупче Шошев, Александар Малинков, Зоран Станоев и Даниел Унески. Уметничката подршка, изборот на музиката, светлото, плакатот, сценските елементи се на Маријан Тодоровски и Билјана Соколова. Шаховски силите денеска си ги одмерија припадниците на третата доба. Шаховски надпревар за нив организираше Комисијата за спорт при Сдруженијето на пензионери.
Неуморни се припадниците на третата доба од кавадарци кога станува збор за рекреативниот спорт, спортски надпреварувања во повеќе дисциплини, турнири, општински, регионални и републички надпревари, но и мерење на силите или мудроста употребена во таблата и шахот. Богат годишен план за работа и годинава има Комисијата за спорт и рекреација при Сдруженијето на пензионери кавадарци, која и денеска организираше шаховско надпреварување за членовите од Сдруженијето на пензионери. Надпревар во кафе или чај муабет, рекреативно со споделени спомени од младоста, нема запирање, спортски сме расположени, ни рекоа денеска пензионерите учесници во шах надпреварот, за кој пак говореше председателот на Комисијата за спорт и рекреација. Денешниот ден ми е замислен по програмата за во Комисијата за спорт да се изиграе турнир во шах. Пријавени се околу 15 учесника. Од така ни е тоа замислено по програмата. Првите кои ќе ги освојат прво, второ и трето и четврто место ќе играат со двомечот, што е закажан на 27 февруар со полицијата. Ова ние го практикуваме секоја година и во ова време, после од кога ќе се објаве оглас за регионалните и републичките надпревари, ќе имаме пак уште еден турнир во табла, шах и домино и пикадо и другите дисциплини. За првите исто така, првите четворица во шах кои ќе ги освојат првите 4 места, ќе се надпреваруваат во регионалните спортски игри. Тие че најверојатно треба да се одржат во Богданци, а датата не можам да ви ја кажам кога ќе биде и како. Ако го освојат во Богданци, прво место одиме на Републичко, а Републичко ќе се одржи после 10-11 септември, исто и тоа не е одредено кај ќе се играе. Времето утре ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и ветровито, но потопло. Утринската температура ќе се движи од 0 до 7 степен, а дневната температура од 7 до 15 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со КТВ.